Вангеловски не ги пуштил членовите на Советот за факти во Врховен за да направат увид во предметот за бегалците Груевски и Бошковски. Председателот на Советот Сашо Поцевски вели дека неколку часа чекале во ходникот, иако една недела однапред најавиле дека ќе дојдат за да проверат дали и некој од судиите од Врховен има одговорност за бегството на поранешниот началник на петата управа и неговиот соработник. За спречувањето на Советот да се ја изврши својата работа, Поцевски најавува и кривична против Вангеловски. Председателот на Врховниот суд по телефон го повика председателот на комисијата и му предучи дека претходно упатил писмо до Советот за факти, во кое го известил дека не дозволува да се изврши увид во бараните списи, се додека на судот не му биде доставен основот поради кој комисијата го бара увидот, а потоа тој ќе оценел дали ќе дозволи увид. Ќе определил термин и простор каде да биде извршено таквото действие, со закана дека со ваквиот начин на комуницирање ќе сносиме последици. Вангеловски пак контра Поцевски. Советот не бил пуштен во судот поради безбедносни и технички пречки, односно одржување на јавна седница за доживотна казна затвор, зашто Советот бил навремено известен. И Вангеловски најави кривична за Поцевски поради оддавање на доверливи информации. Советот беше навремено известен дека денеска нема да може да направат увид и треба писмено да го образложат барањето за пристап до предметот. Изнесувањето во јавноста на преписката помеѓу Врховен и Советот, што е доверлива информација, е кривично дело. Поцевски го обвини Вангеловски дека и претходно ја обструирал работата на Советот, што според првиот човек на Врховен е лага, додека Советот утврдува дали некој од судиите погрешиле при одлучувањето за притворот за Груевски и Бошковски, тие речиси 2 месеца се во бегство. Груевски треба да седне на обвинителна клупа за предметот тврдина 2 на крајот од овој месец. Со него обвинети се уште 6 службенички во УБК за фалсификување на документи, со кои го прикриле уништувањето на системите за следење на комуникациите. Од СЈО вела дека обвинителите ќе ги искористат сите законски можности за да може судењето да продолжи без Груевски.